Граѓаните организирани од иницијативата кој е следен точно во 11 часот се собраа пред собранието за да бараат правда за низа случаи кои останаа нерешени. Улицата беше затворена. Сите присутни дојдоа со една цел – да го кренат својот глас. Денеска пред Државното собрание се одржа народно собрание во организација на иницијативата кој е следен. Зад мене се наоѓаат стотици граѓани кои дојдоа овде да бараат правда и одговорност. Пред на собраните граѓани висеше транспарент со јасна порака. Собранието заседава, ве молиме за галама. Се започна со едноминутно молчење во чест на загинатите во пожарот во Кочани. По 60 на секунди се слушна македонската химна. Сите присутни стоја исправени. Организаторите на настанот изјавија дека повеќе нема простор за молк. Бараат одговорност не само за последниот случај, туку и за сите претходни неправди. Бараме транспарентно и целосно да се објави документацијата поврзана со работењето на клубот Пулс од 2012 година до денес. Бараме да се објават овие документи за да видиме дали воопшто постојат, односно дали воопшто бил извршен надзор во оваа дискотека. Понатаму не се задржуваме само на овој случај. Сметаме дека системот во Македонија не функционира од самото нејзино основање и затоа бараме транспарентно да се објави документацијата и за низа други трагедии кои што се случија изминатиот период. Предлагаме да се оформи граѓански сервис е-инспекторат кој ќе овозможи транспарентно работење на сите инспекторати во државата, со што секој граѓанин ќе може да има увид кој објект и локал бил подложен под инспекцијски надзор, а кој не. На крајот граѓаните зборува, еден по еден, излегоа и почнаа да ги кажуваат барањата. Сите зборува јасно и гласно дека сакаат правда. Додека тие зборува, останатите седеа на столчињата, внимателно слушаа и секоја реченица ја поздравуваа со аплауз. Денеска решавам дека јас нема да бидам следна. Иницијативата кој е следен ги отфрли сите обвинувања дека имаат политичка поврзаност со која било партија. Напоменаа дека ќе продолжат да се борат за правда, а следните нивни активности ќе ги објават на социјалните мрежи.